Добар ден. Започнуваме со урбаните вести. Поради затварање на комплексот Македонско село, ЈСП ја измени трасата на автобусот број 28. Со оваа вест ги започнуваме денешните вести. Останете со нас. Општина Ѓорче Петров е во фаза на реализација на голем број проекти. Околу 80.000 луѓе во Македонија имаат од 2 до 3 оброка неделно. Фестивалот Филиграни годинава на 31 октомври. ЈСП ја измени трасата на автобусот број 28. Општина Ѓорче Петров е во фаза на реализација на голем број проекти. Се очекува финиширање на изградбата на канализационата мрежа во Волкова, изградба на детска градинка и реконструкција на основните училишта, како и замена на уличното осветлување. Општина Ѓорче Петров интензивно работи на завршување на проектот за изградба на канализациона мрежа во населеното место Волково. Иако овој проект започна во градоначалничкиот мандат на претходниот градоначалник Сокол Митровски и за истиот секое семејство плаќаше учество од 500 евра, граѓаните се уште чекаат на негова комплетна реализација. Сашо Максимовски, советник на градоначалникот Александар Наумовски, информира дека изградбата на канализационата мрежа финансиски ја помага и Министерството за транспорт и врски и многу наскоро се очекува финиширање на овој проект. Покрај тоа, со финансиска поддршка од Светска банка, во урбаниот дел на општината во тек е реконструкција на сообраќајната инфраструктура. Овие две капитални инвестиции се во овој период и се приоритет на општината од аспект на квалитетно изведување на работите, затоа што парите се обезбедени и сега од аспект на квалитетно изведување на работите општината е фокусирана во имплементација на тој проект. Недостатокот на градинки е еден од проблемите со кои со години наназад се соочува општина Ѓорче Петров, со цел овозможување прием на сите деца од предучилишна возраст во соодветна установа. Општината најавува изградба на детски градинки, проект кој е предвидено да се реализира во текот на 2019 година. Во фаза сме на изработка на планско-урбанистичка документација за изградба на нови детски градинки и на проектна документација за истите. Значи имаме аплицирано до Министерството за труд и социјална политика за да влеземе во нивната инвестициона програма, што значи дека перспективите и сето тоа што значи во еден период на функционирање и од аспект на инвестиции е 2019 година, каде што очекуваме овие проекти кои што ги изработуваме како проектна документација и кажав планско-урбанистичка документација да бидат ефективни во реализација 2019 година. Покрај изградба на детски градинки, општината најавува и подобрување на условите за следење на наставниот процес во основните училишта. Акцентот овој пат ќе биде ставен на модернизација на системот на затоплување, како и изградба на енергетски ефикасни фасади. Имаме неколку проекти изработено во делот на енергетска фасада за неколку училишта, енергетски кров. И исто така енергенсите кои што се користат, да кажеме, имаме едно училиште кој што уште се грее на дрва, тоа ќе биде приоритет во 2019 година. Не смееме се дозволиме во 2019 година, во 21 век да се греат децата, односно на дрва, така да таму планираме систем на пелети, каде што навистина ќе има оправданост и од економски, меѓутоа и од аспект на заштита на животната средина. Во моментов општина Ѓорче Петров работи и на физибилити студија за јавно-приватно партнерство за модернизација на уличното осветлување. Се надевам исто така дека тој проект во наредната година ќе го реализираме, се разбира. Пазарот ќе покаже дали ќе има интерес и физибилити студијата ќе покаже дали има оправданост за тој проект, меѓутоа факт е дека од досегашните истражувања што ги направивме од физибилити студија се покаже дека постојното осветлување во општина Ѓорче Петров ни оддалеку не задоволува квалитетот на осветленост и фокусот ќе биде модернизација на тој систем со современи светилки, LED светилки штедливи, меѓутоа и со системно управување и мониторирање на енергијата. Жителите на населбата Новолисиче во општина Аеродром ќе добијат нов паркинг простор со капацитет за 30 возила. Со проширување на постојните паркиралишта во Новолисиче, периодов се обезбедија паркинг места за околу 50 возила. Жителите на зградите во Новолисиче, што се наоѓаат во непосредна близина на паркот Нирнберг, ќе добијат обновен паркинг простор со 30 на нови паркинг места. Општина Аеродром деновиве работи на средување на паркингот со бекатон плочки, како дел од тековните активности за одржување на паркиралиштата, пешачките патеки и тротоарите, што се под нејзина надлежност.
Населбата Ново Лисиче неодамна доби околу 50 нови паркинг места со проширување на веќе постојните паркинзи на 3 локации во непосредна близина на булеварот Видое Смилевски бато. Тековното одржување опфаќа заменување на старите и дотраени бекатон плочки на јавните и пешачките површини на ниво на целата територија. Проектот за раззеленување на населбата Даме Груев во општина Ѓурче Петров, кој започна на почетокот на септември, е во својата завршна фаза. Со овој зафат ќе бидат уредени детските паркови, зеленилото покрај коловозот, како и внатрешноста на населбата помеѓу стамбените згради. Проектот за раззеленување на населбата Даме Груев во општина Ѓурче Петров, кој започна на почетокот на септември, е во својата завршна фаза. Екипи на јавното претпријатие Паркови и зеленило активно работат на разубавување на просторот со вкупна површина од 3500 метри квадратни долж улицата Лука Геров. Во текот на процесот за уредување на овој потек посадени беа трева, нови садници, а поставена една современа инсталација за наводнување по системот на поливање капка по капка. Во меѓувреме, инсталација со прскалки за поливање се поставува и кај детското игралиште и мини паркот, лоциран лево пред надвозникот кој води кон Даме Груев. Со овој зафат ќе бидат уредени детските паркови, зеленилото покрај коловозот, како и внатрешноста на населбата помеѓу станбените згради. Од општина Ѓурче Петров апелираат до граѓаните совесно да се однесуваат со зеленилото и со урбаната опрема, со цел што подолготрајно нејзино користење. Според истражувањата, во Македонија од 70 до 80 илјади луѓе имаат само 2 до 3 оброка неделно, што е јасен показател за нивото на сиромаштија во Македонија. Во Скопје народните кујни делат околу 2000 оброци, а на дневна основа има потреба за 13.000 оброци. Во Македонија најголеми расфрлувачи на храна се домакинствата, а најмногу се фрла леб. Според истражувањата на Банката за храна, 70 до 80 илјади луѓе имаат 2 до 3 оброка неделно. Овие податоци се добиени врз основа на вкрстени истражувања во последните 3-4 години од страна на 13 организации кои работат во 11 градови во државата. Председателот на Банката за храна Душко Христов вели дека во Скопје на дневна основа има потреба од минимум 13.000 и повеќе оброци. Христов вели дека покрај домакинствата и рестораните фрлаат храна, но одреден дел бизнис заедницата го покрива тој вишок. Ние сме на, можам да речем, од една од трите земји кои што сме во регионот, а не сме членки на Европската унија, на негде на средина, да речеме на второ место, прва е во Србија, ние сме втори, Албанија трета. Ние паралелно работиме и со институциите, меѓутоа повеќе ќе треба да работиме со бизнис заедницата, бидејќи таа е таа која што треба на некој начин било која законска одредба од овој тип може да се изгласи со акламација во нашиот парламент, но на крајот сепак тие бизнисот кој што треба да на некој начин да му помогнеме, да му доволиме, но секако да го мотивираме што повеќе да донира храна, бидејќи во Македонија нашите истражувања наназад 7 години кажаа дека 70 до 80 илјади луѓе веќе имаат 2 до 3 оброка неделно. Други податоци кои што изнесуваат и други инициативи се само индикатор плюс дека Македонија е во онаа зона каде што велиме дека сме по секој ниво на сиромаштија. Светлана Црвенковска, представник од Македонското здружение на млади правници ангажирани за истражување и анализа на македонското законодавство за донирање и дистрибуција на вишоци храна, нагласи дека Македонија има солидно основно законодавство, но не директно се уредува што значи вишок на храна, кои се непрофитните оператори со храна кои би ја дистрибуирале до сиромашното население. Нашиот заклучок како истражувачки тим од Македонското здружение на млади правници беше дека може да се измени дополни постоечкото законодавство, кое што е прилично обемно и секој вид на храна посебно се уредува како се складира, како се означува, како се транспортира и сметавме дека би требало само да се измени дополни во одреден дел. Секако тоа е опција е донесување на нов закон, но нашиот заклучок беше тој, дека може и со измени и дополнување. Пред се во законот за безбедност за храна, кој ќе повлече носење на нови 2 подзаконски акти кои што ние ги предложивме.
но секако ќе треба да претрпят соодветни мали измени и дополнувања законот за донации, спонзорствот на јавни дејности, секако и законот, делот за законите кои што се однесуваат на даночни политики заради ослободување и стимулирање на бизнисите од операторите со храна. Според Ангела Фриго, генерален секретар на Европската федерација за банки за храна, во Македонија има голем потенцијал, особено кога станува збор за развивање на некои следни активности, а суштината е да се поддржат луѓето кои имаат потреба и да се избегне фрлањето на вишок од храна. На европско ниво годишно се фрлаат 88.000 тони храна, и тоа од самото производство до крајниот корисник. Половина од овој износ се фрла од самите домаќинства. На 31. овој месец во салата на домот на Арама со почеток од 20 часот по јубилеен 25 пат ќе се одржи интернационалниот фолк фестивал Филиграни 2018. До сега овој фестивал ги даде најубавите свадбарски песни кои се обнародија и се пеат на секоја веселба и свадба. На овогодинешниот 25-ти поред интернационален фолк фестивал Филиграни 2018 ќе прозвучат нови фолк рефрени во духот на македонската фолк традиција. Традиционалот ќе се одржи на 31 овој месец во дом на Арама со почеток во 20 часот. Како што велат од раководството, фестивалот досега ги даде најубавите свадбарски песни кои се обнародија и се пеат на секоја веселба и свадба. Дел од пеачите кои ќе настапат оваа година се Благица Павловска, Блага Петровска, Вики Среброва, Виолета Томовска и Зоран Настов, Ибуш Ибраимовски, Даниела Темилковска, Барбара Јаковлевска и уште многу други од земјава и странство. Надпреварувачкиот дел прво ќе биде после следува шоу програмата со обнародените мега хитови кои што навистина оставија белек на секаде се пеат на секоја веселба и свадба, и многу луѓе ќе може да уживаат и да се потсетат да знаат дека навистина тие песни не се народни, туку дека се испеани на фестивалот Филиграни, без разлика дали било почетоците во Тетово на Тетовски или пак Филиграни каде што сега се одржува, значи во домот на армијата во Скопје. На фестивалот Филиграни ќе се доделат и традиционалните награди за најуспешен дебитант, најдобар сценски настап, најдобар аранжман. Секако овде се и главните награди од стручното жири и секако наградата од публиката. Како и секоја година ќе се дадат и гран при наградите. Уметничкиот директор Костадин Костадиновски рече дека фестивалот и оваа година го задржува високото изведувачко ниво и квалитет. Па интересот е голем и досега во овие изминати 25 години најпознатите имиња, естрадни имиња, елитните пејачи гостуваа, со задоволство тоа го правија. А тука и авторите исто, најпознати автори. Еве ќе имаме ние ретроспектива на тие најголеми хитови во изминатите 25 години, па ќе видите публиката колку ќе биде задоволна и ќе се чуди како толку убави песни се испеани на еден фестивал. Филиграни 2018 традиционално ќе биде во 3 дела. Надпреварувачки дел, веднаш следува филигранското шоу, доделување на наградите и исполнување на песните првонаградени и гран при. Наградените дебитантски филмови од фестивалот за филм Киненова викендов ќе имаат репризно прикажување во кинотека на Македонија. Станува збор за рускиот филм Блискиот, перуанскиот Ретабло и бугарскиот Ага. Во кинотеката на Македонија утре и задутре репризно ќе бидат прикажани 3 филма што беа наградени на 3-тиот меѓународен фестивал на дебитантски филм Киненова, кој заврши минатата недела. Од 20 часот утревечер е проекцијата на апсолутниот победник на годинашниот фестивал Блискост на рускиот режисер Кантемир Балагов, кој ги доби 3 главни награди: најдобар филм, најдобро сценарио и најдобра режија. За овој контроверзен филм во Русија се вели дека не е баш добро да се прикажува, но кога веќе мора, тоа нека биде без голема помпа. Секаде каде што е прикажуван, публиката жестоко реагирала, а дел од нив и не можеле да го догледаат поради жестокоста со која се пристапува на темата, наведува Киненова за филмот на Балагов, кој произлезе од Филмската академија на познатиот руски режисер Александар Сокуров. В недела во кинотека ќе има 2 проекции. Од 18 часот е перуанскиот Ретабло на Алваро Делгадо Апарисио,
Приказна која низ визуелно супериорен пейзаж на Андите раскажува за малите луѓе и нивните неоткриени тајни. Во 20 часот внедела ќе биде прикажан и бугарскиот филм Ага на Милко Лазаров, кој досега има освоено 7 награди на фестивали, меѓу кои и Срцето на Сараево на Сараевскиот филмски фестивал. Градижните активности за реконструкција на булеварот Антон Попов во Киселавода се пред крај. Од денеска започнува финалната фаза асфалтирањето. Во периодот до завршување на работните активности, сообраќајот за тешки товарни возила и автобуси ќе биде пренасочен. Поради извршување градежни работи во рамки на реконструкцијата на улицата Антон Попов во Киселавода, од денеска до завршувањето на градежните работи се воведува привремен сообраќаен режим. За време на извршувањето на градежните работи на трасата ќе биде забранет сообраќај за тешки товарни возила, како и за автобусите на јавниот превоз кои ќе се пренасочуваат и ќе се движат по булеварот Борис Трајковски. Градот Скопје апелира до сите учесници во сообраќајот да бидат внимателни, да ја приспособат својата брзина на движење според условите на патот и да ја почитуваат поставената сообраќајна сигнализација. И уште една информација поврзана со јавниот превоз. ЈСП Скопје информира дека од понеделник линијата со број 28 ќе сообраќа по изменета скратена траса од досегашната. Причина за кратењето на трасата е затварањето на комплексот Македонско село. ЈСП Скопје информира дека од понеделник линијата со број 28 ќе сообраќа по изменета, односно скратена траса од досегашната. Наместо транспортен центар, почетна станица на автобусите на посочената линија ќе биде почетната станица на линијата 4А, улица Лондонска, а крајна станица и понатаму ќе биде Горно Нерези, Македонско село. На линијата ќе сообраќа минибус. Причина за кратење на трасата, како што соопштуваат од ЈСП, е затварањето на комплексот Македонско село. Затоа се менува почетната станица, а истовремено и натаму ќе се обслужуваат жителите на Горно и Средно Нерези. Автобусот ќе тргнува од улица Лондонска и ќе вози по улица Митрополит Теодосиј Гологанов, Васил Чакаларов, терминал 57 Козле, терминал Горно Нерези, Македонско село и обратно. Денеска имавме притежно сончево време со температура до 25 степени. Од утре следува период на променливо облачно време со повремени врнежи од дожд, а на повисоките планини со услови за снег. Повремено ќе дува засилен ветер, а дневните температури позначително ќе опаднат. Температурата утре ќе достигне до 22 степена, во недела до 18, во понеделник до 15, а во вторник ќе забележи мало покачување до 17 степен. Ова беше и последната информација што ја подготвивме за ова издание на Урбаните вести. За повеќе информации посетете нашата веб страна mtm.mk. Од мене довидување.